Добра вечер. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со 266-то издание, кое што го посветуваме на еден раритет кој што ни го возможи нашиот овечерен гостин, односно да погледнеме еден моќен македонски филм кој што и тоа како ќе не стави на светската мапа, на светската кинематографија, заради тоа што вакви безкомпромисни дела се многу потребни за ревитализирање на една воопшто една кинематографија која што треба да се вброи како една од помалечките кои што фигурираат на овај Балкан, меѓутоа ударот дефинитивно ќе не освести и тоа квалитетно. Човекот кој што беше составен дел од оваа емисија, ако не се лажам, во 191-то издание, пред 2 сезони во кои што направивме и еден мал своевиден рекорд. Меѓутоа, овој пат ќе се фокусираме само на еден филм од неговата филмографија, конкретно за филмот Жган, долгометражното издание кое што конечно го дочекавме од Вардан Тозија и добро дојде уште еднаш пак во Канал 103. Добро те најдов, како се вика, здраво Златко, здраво и на слушателите на Канал 103. Ајде, кажи ми колку долго ја носеше во себе идејата за филмот и дали бараше некое дополнително истражување за нефункционалноста на институциите во кои што требаше да се влезе за оваа тема. Кажи ми колку те обременуваше ова проект? Ти ште? Да, нормално дека ме обременуваше. Некое поголемо истражување за дисфункционалноста на системот и не е нешто потребно, пошто доста треба да се излезе на улица, само најверојатно. И тоа трае многу долг период, више недозволиво долг период, децении. Так. Значи, сега не знам, да почнам од првото твое прашање, колку долго го спремав ова. Значи го спремав зародишот на идејата, беше некаде, мислам дека не сум сигурен, више пред 3,5 години. Така? Тогаш дојде идејата, односно беше подкрепена од еден дечко што работи продуцент, Дарко Попов, кој ми предложи да се обидеме да развиваме едно моје сценарио на ЕАВ. Тоа се една серија од навистина елитни продуцентско, скриптерско, консултантско, некакво работилници, да. И ние бевме стипендирани уствари за тоа, откако го прочитаа тритментот што му го дадов, кратката форма. Наменет беше за краток филм или беше за подолг? Не, за подолг. Меѓутоа беше скратена форма која што понатаму се развива и да, и се работи на тие работилници. И по година дена откако тоа се заврши, ние барем се убедивме дека имаме нешто што ни се допаѓа. Тргнавме во аплицирање по еден неуспешен конкурс. Втора мајка ни дава финансии за агенцијата за филм ни даде финансии за дебитантски филм и тргнавме во предпродукција, меѓутоа сега во ова се вклучи продуцентот и сегашен продуцент до ден денес кој што остана, Огнен Антов. Со него го изводевме и најдолгиот пат во реализацијата на филмов, цели 3 години, еве да речеме. Така го преживувавте, онака пред да дојде на самата Да, заеднички го буткавме со сите подеми и падови. Меѓутоа, тие се повеќе од потребни за да го погледнеме и ова дело кое што денес го имаме пред нас. Кажи ми, од самиот процес на предпродукцијата до постпродукцијата, од заживувањето на филмот, колку време траеше од проектот? Од самиот процес на предпродукцијата, тешко е да се дадат такви точни датуми, ама мислам дека беше некаде предпродукцијата, онаа активна, што е интензивна предпродукција, траеше 4 месеци. Снимањето траеше нормално кратко, бидејќи тука се гледа оскудноста во финансии, тоа беше околу 27 дена. Така, значи еден месец give or take. Да. Give or take, да, и постпродукцијата траеше исто, мислам дека бевме доста експедитивни. Мислам дека точно пред година дена почнавме со снимањето, што значи пред 11 месеци го завршивме и сега филмот више оди во киносали. Одлично. Сепак е еден експедитивен процес пред се за еден долгометражен филм, со сите потешкоти со кои што може човек да налета додека го снима и додека воопшто го создава тоа дело. Мислам дека е за пофалба овој подвиг.
Кажи ми, дали се одлучи Джган да биде како работен наслов или претходно имаше некои други наслови кои што фигурира? Имаше, како дојде до долго време обстануваше тој еден работен наслов кој што беше безимен. И траеше тоа. Тој беше, мислам дека уште во првите верзии на сценариот и се провлекуваше и цело време го остававме. Не бевме ни среќни, ни тажни со тој наслов. Само беше тоа. Бевме инертни, да. Так. Во еден момент откако го финиширавме филмот, и тоа кажувам за баш финалните фази у процесот на постпродукција, некако го погледнавме и почувствувавме дека тој наслов е можда премногу млитав, премногу млак. Е наивен за самата тема, така? Вади некои референции, тој го прочитав негде на Facebook и малце ме цимна, дека вади некои референции на едни минати плејада на филмови од 80-ти, 90-ти, сите имаат некакви наслови као заборавени, изгубени, ожалостени и така. И сега некако... Мислам дека Nameless беше една шпанска верзија на Балагуеро, еден таков некој хорор. Мислам дека имаше. Можда. Nameless мислам дека има еден шпански хорор, окей? Не, има сигурно и од секој американска продукција и тоа како, неизбежно е, така? Секој наслов што ќе ти падне на памет го има. Така да, и после настана тој познат за многу колеги мои блог, што се вика наслов на филм. И тука почна безброј глупави идеи да навлегуваат во главата. Ќе се борат за предимство. И секоја беше полоша од претходната. Додека еден момент, не знам, некако баш ми светна, дали го начекав некаде тој збор или некој го употребил, некоја погрдна смисла. И го крстив Джган, некако ми зазвучи стварно ударно, стварно едноставно, непретенциозно, не премногу експликативно, сурово. Таков е филмот и мислам, тие квалификации јас си ги... Најдобро се лепи дефинитивно содржината и англиската е Амок, ако не се лажам. Англиската е Амок и тоа е слободен превод. Мислам, Амок не е Джган на англиски, иначе би бил Скам, меѓутоа наидовме на стварно бројни наслови. Да, дефинитивно. Го крстивме Амок. Повеќе се врзува Скам нели со таа панк проминиенција што малце дефокусирачки во може да дефокусира, посебно и кога ќе се види нели трейлерот и све таму, може стварно да се наведе таков наслов на погрешен заклучок. Меѓутоа Амок е, знаеме од прилика што е, ние не го користиме во наш тривијален говор на англиски кога комуницираме, меѓутоа луѓе што почесто комуницираат тој збориме и такако добро познат. Амок е една врста на еден вид на неконтролирано лудило и тоа многу често се гледа и во вести, се гледа и во литература за луѓе кои што својот потиснат гнев го манифестираат на некој најсуров, најбескомпромисен начин. Потполно соодветно за самата тематика која што ја обработуваш. Иако може да забележиме едно сеопшто бледило кое како символ на очај се провлекува низ руините на тоа што го прикажуваш во Джган, дури и имаше една сцена на пресметка која што мене ми беше впечатлива како некој паралелен универзум од Цвиркачот, кога се собрани во тој континуум во кој што се заглавени, не знам, барем мене ми беше некоја си така паралелна референца. Меѓутоа, делува како една реалистична дистопија од многу блиска иднина. Значи, делува како дали бараше конкретни локации кои ќе бидат символи на таа безнадежност или имаше потешкоти со добивање на одредени локации кои што би ти правеле проблем за снимањето. Затоа што си бара овој филм да биде ситуиран конкретно во едно безредие. Така. Мене јас живам, роден сум и пораснат во овој град и си ги сакам тие негови ќошиња кои што обстанале со децени. Јас имам носталгија кон тие. Колку и да се тие сиви, колку и да се тие натурбетонски, полуруинирани, кај мене кога ги погледнувам, покрај таа нивна бруталност, кај мене будат и чувства на една младост и будат искрено естетика. Скопје се помалку личи на град. Ние се трудиме тоа што е нешто што е направено во нашето не толку далечно минато да потсетува на град барем во таа визура низ објективот кој што се гледа, бидејќи секогаш можеш да најдеш на розова фасада и на пластични лимени кровови и на доградени балкони со некакви како се викаат тие, више не знам. И мене све тоа ме дефокусира од една генерална слика на град. Нема идентитет, мислам,
во било која насока да се развиело, да било консеквентно, можда би било интересно цела розова населба би. Да, меѓутоа, барем би било фрапантно. Да. Али во оваа стихија во која што живееме, ние ги баравме најсивите, најмонохроматски делови кои што потсетуваат на град. Можда тој град и не е репрезентативен за денешното време, меѓутоа тој е градот во кој што ја живеев и ја го памтам. Така. И тие локации си имаат своја емотивна тежина, односно си имаат свој живот сам за себе. Да. А што се однесува до тие напуштени фабрики, тие разурнати објекти, види, тоаш го зборевме, мислам и тоаш во контекст на свиркачот, нас таа транзиција од 90-тите ни остави на филмаџиите едно богатство на распаднати објекти, кои што ние ги користиме затоа што сценографски тоа никогаш нема да имаме ни пари, нема да имаме ни идеја како да го направиме. Сега, јас го имам фетишот за тие локации. Сам секогаш ме привлекувал во 2 од 3 филма. Так, и во оваа и во свиркачот ги има дефинитивно. Ги употребувам, интересни се, графички се, нудат некоја, не знам, некоја естетика која што мене би сакал ликовите да ги вметнувам во тоа. Нудат некоја суровост, некоја грандиозност во која што и сам човек може да ќе се осети мал, ранлив, така, безпомошен. Да, застрашен од што може од наредниот ќош да се произнесе. Мислам дека е добро олицетворение за и воопшто руинираните емотивни пред се и морално срозени ликови во кои што ги ставуваш во таква ситуација и мислам дека си еден од малкуте режисери кај што тоа одлично им е склопено и им функционира. Едноставно како ликовите да се создадени само за тие локации, за тие ситуации во кои што се наоѓаат, во кои што ги имаш заглавено пред себе, нели? Секој автор си го има и тој фетиш со себе. Кажи ми една општа паралела да направиме во контекст на модерната светска кинематографија. Јас и покрај локациите кои што ме врзуваа конкретно до оваа констатација, одмазливите филмови на Ким Ки-дук можеби и поради нивниот изглед ми беа најблиски до ова твое дело. Меѓутоа, ете и The Tribe да го споменеме како еден од помодерните филмови кој што ја тематира и кој што е допири до ова безизлезна ситуација во која што се наоѓа. Меѓутоа, балкански рамки можам да ја споменам Шишање и Вител кој што најблиски се до малолетничка деликвенција до некаде. И ако не се лажам, ајде да го земеме насуството ако е еден од двигателите и мотивите, Бронсон, мене барем би ми било онака како едно визуелно стилизирано дело секако, меѓутоа ја имаш и ти таа тенденција конкретно во зумовите кои што ги употребуваш, онака ме доближуваш и на архаичност, меѓутоа и на свежина некоја чудна комбинација. Така што имаш и стилизација која што допира и до Рефан и до неговиот начин барем на реализирање. Барем јас така гледам. Тоа е моје видување. Бронсон и мене ме дрмна, мислам, стварно е откачен филм. Овие што ги кажа примери, дури ги читав на YouTube. Според трейлерот многу млади луѓе ги поврзуваа со Шишање. Так. Кој што за жал уште го немам гледано. Според изгледот најверојатно на главните ликови да неизбежно. И добро, тука би надоврзал и доста други референции, као се трудиме за City of God. Види, има уште еден филм кој што може ние да дискутираме од зборам од нашиве простори од регионов. Можеме да дискутираме за неговиот квалитет, меѓутоа за неговото влијание не можеме, колку и да тоа може да беше штетно, тоа е филмот Ране. Јасно. И тука се гневни млади луѓе, мислам заведени и отујени. Така да меѓутоа ефектот кој што го постигна беше сосема спротивен од тоа што беше намерено. Али филмот јас го имам гледано и тогаш и имаше, кога го гледав бев доста млад и дури кај мене побуди една малце така нормално нешто да те uplifting момент за насилство. Меѓутоа кога го гледав втор пат, па и не толку и тој филм има една искрена содржина, не е само шминкерско препукање, има и карикатуралност од една страна, не е само тоа затоа што ликовите се препуштени, кога ги гледаш од дистанца и ги гледаш како ликови кои што се безизлезно заглавени во таа ситуација. Колку пародично и да изгледа во дадени сцени тоа. Сега има и други филмови од типот на по амбиентот можда на Метју Касовиц, Омраза, ЛН, исто е у некои такви рамки. Види, ова не е приказна, мислам, која што бега од приказни кои што се више раскажани. Така? Тие приказни постојат и ќе постоеле и ќе постојат. Јасно, пошто е универзална тема. Работата е само како ќе се артикулира. Мислам, ние се трудевме да избегнеме
како да ги наречам, ајде клишеата комплетни на тој тип филмови, као што еве се случаи неколку што и од регионов и од европски рамки у последниве години кои што стварно мене не ми се свиѓа. Сега да не ги набројувам од типот на варвари или такво нешто. Океј. Али тоа е како темплейт во кинематографијата. Порано постоја жанрови кои што се дефинираа како го дефинираа насоката на филмот, не знам, хорор, драма или крими. Меѓутоа, у денешно време се рушат бариерите. Жанровите се испреплетуваат и сега има дури и онакви како кованици кои што те прашуваат одма дали филмски работници или луѓе што гледаат филм каков тип на филм. И тоа во два збора се објаснува и овој филм многу едноставно. Coming of Age и Angry Young Men. Тоа е тоа. Тоа постоело уште од Джеймс Дин. Така, па до ден денес овие што ги споменуваме веќе автори кои што секој на свој начин придонесуваат до тоа. Кажи ми што те мотивираше да ја истражуваш проблематиката на еднината од жганот, односно на пацовот? На еднината од жганот? Види, пацов... Некои замерија зашто не е ставарец, ама мислам дека во нашиот жаргон нема потреба да бегаме од такви... Посоодветно е заради тоа што имаш еден стилизиран јазик кој што му одговара оваа терминологија. Го потребуваш тоа континуирано во твоите филмови и мислам дека посоодветно е пацов, барем тој жаргонски. Во еден момент кога ќе налетаме на сценарио кој што ќе работиме, може да ќе биде сосема другчие, ќе бидат на друг начин артикулирани зборовите. Меѓутоа овде требаше да бидат вулгарни, прљави и сирови. Пацов. Па видите, има пацовот сите знаеме што стаорецот, знаеме што символизира и дури го имам чуено од млади луѓе, малци, уште имам навика да се шетам и кај мене умало и многу места и ги гледам тие клинци кои што го живеат оној циклус кој што не завршува, значи кој што цело така безизлезна ситуација. Да, мислам не за сите, нормално. И ја морам да признам дека не сум растал, сум бил во допир со тие средини, меѓутоа не сум бил прегрнат од тие средини, не сум одел во тој витал, меѓутоа познавам безброј примери. И тие примери, мислам, тие пацови, они некојаш така и се нарекуваат погрдно, нели, сите тоа сме го правеле во еден момент. Не постојат сега конкретно за филмот само за зидовите на таа некоја институција, тие млади луѓе постојат стварно насекад. И има еден генерален проблем дека повторно филмот нема само поента нека експлицитно да таргетира институциите и институционалните проблеми, дури и критиката кон системот, мислам дека се обидовме да ја облажиме колку што може, се обидовме да ја потенцираме критиката кон самите себе. Дека ние ги поставуваме тие невидливи зидови меѓу нас и нив. Секогаш кој ќе пораснеме. Доколку успееме да се извлечеме на некаков нормален коловоз, тогаш автоматски замижуваме за тие работи и више не интересираат. Тоа се некои деца, некаде подалеку од тука, а тие се стварно секаде околу нас. И се тука доаѓаме до еден горлив проблем на како тоа би се решило. Филмот не постои филм што може да ги реши тие проблеми. Улогата е само да се постават прашањата. Може само да се постават некакви прашања, доколку се допре до некого што може нешто да направи или се искра свест се пројави, тоа би било супер. Така, тоа би било потребното. Значи, станува збор сепак за маргиналци кои што се заборовени дека постојат од општеството, секогаш неправедно како што потенцираше омаловажувани и неприфатени од заедницата со тие стеги кои што се зидови кои што се подигаат. И судбината едноставно одлучила тие да не бидат згрижени, нели, сепак лоши карти им се поделени во нивниот живот. Кажи ми, дали сметаш дека тие се невини жртви кои што се родени на погрешно место, погрешно време и од погрешни родители, или цел живот ќе бидат обележани со таа дефицит на љубов и грижа? Конкретно за децата од институциите и покрај зборував и со луѓе од институции, значи за згрижување на малолетници, поправни домови, сиропиталишта. Така? Сега више не ги знам и називите точни, може да ќе сгрешам и некој ќе земе за ќе ги употребуваме сите, мислам, сите со функции. Значи, деца кои што се лишени од родителска љубов, многу тешко се изведуваат на прав пат. Најдов на прекрасни луѓе кои што стварно целите животи ги посветиле на тоа, меѓутоа не може
ако системски нешто не функционира, не можат као поединци да се изборат со тие проблеми. Процентот на клинци кои што излегуваат на прав пат, која ми го кажа, сега не мислам дека малци и пре-песимистички си веќе звучи, не би сакал да го откривам, али е многу мал. Значи тие секогаш поради тој дефицит на љубов, дефицит на грижа, родителска зборувам или мислам онаква блиска општа емпатија и повржаност воопшто кон. Да, сега тука доаѓа до уште еден проблем. Ме интересираше колку од тие за девојки не можам да знам, бидејќи тука е малце попроблематично тоа, тие се искористувани на друг начин, меѓутоа колку момчиња имале девојка надвор од таа институција. И тоа беше тоа е еден податок што не знам, би сакал да го откривам, да речеме во 10 години 5 деца да имале девојка. Не само заради не само заради отфрлувањето на тинејџер девојка која би знаела дека покрај неа е момче кое што расте у други услови. Така. Него и поради низината околина. Комплетната околина. Све, родителите. И дури се запрашувавме, прашував луѓе онака чисто анкетарски, ме интересираше, еве, ако девојка ти има дечко од поправен дом или од сиропиталиште, како би реагирал? И дури најлибералните малце некако која сериозно и искрено ќе пристапеа кон одговорот на тоа прашање, малце подбутнува, па после малце можда ќе го ублаже и ќе рече, па окей, ако е добар дечко. Али има нешто во експресијата кој што ти кажува дека дури и кај тие луѓе кои што се исклучително ретки кај нас, такви неолиберални луѓе, мислам, и дури кај нив се чувствуваше некаков отпор. Е еден од многуте проблеми со кои што самите тоа е за момчињата таму, меѓутоа постојат и пак кажувам, пошироката слика е дека постојат момчиња, мислам момчиња, постојат деца, не знам како ги наречам, дали сум доволно стар за така да ги квалификувам, кои ги немале тие предуслови, меѓутоа поради безброј други околности, социјален сталеж, фрустрации различни, родителски, не знам, било какви стигматизации, и кои што го чекорат тој пат доста самоуверено и мислам дека ако се осврнеме околу себе ќе видиме доста пораснати момчиња кои што сега се соочиле со болката, така го виделе светот во најсуровото лице. Сега гледаме една цврстина и еден гнев скриен кај нив, се више пораснати зборувам, и кои што ги попримиле благодетите од онаа страна, кои се приклониле од онаа страна на законот или нешто. Значи, знаеме кај се шетаме и кај чекориме и знаеме да прочитаме одредена физиономија, типологија на луѓе кои што верувам дека крваво си го избориле патот, трнлив им бил, меѓутоа застанале на свој нозе. Застанале на свој нозе, ама тоа застанување ги чинело очигледно во одредена доза. Кажи ми, одлично прикажуваш како се создава еден монструм од човек. Колку сметаш дека околината има удел за создавање на едно чудовиште на две нозе, со оглед на тоа што единствениот излез за преживување на овие ликови кои што одлучуваат да го најдат во криминалот, односно криминалот ги наоѓа нив во дадената ситуација, пошто тоа е јазикот на кој што комуницираат очигледно. Дали децата во дадената ситуација се всушност продукт на таа трулост на околината? Па да, социопат настанува поради бремето на околината или перцепцијата на тој. Не се раѓа. Тоа е и основното мото на филмот. Мислам, тоа е логлајнот на филмот, дека никој не се раѓа насилен. Значи, околностите и нормално различната перцепција на различен млад човек го доведуваат до тоа што е во овој случај, нели, многу често во филмовите се манипулира со екстремни ликови. И еве во овој случај ние создадовме еден екстремен лик, меѓутоа голем дел од настаните кои што го направија таков монструм, чудовиште како и да речем, или едноставно тажно оштетено дете, не се комплетна фикција. Сега тоа е една тема која што е многу зајадлива е. Значи зајадлива и многу е тешко да се зборува. Се двои што е, тука веќе се напласнува реалноста и филмот и се потенка и потенка станува нишката помеѓу нив. Дури и тој климакс на таа брутална сцена која што е веќе зборуваат повеќе луѓе. Дури и тоа не е сосема измислено, него
малце проучувано, разговарано, истражувано и се неизбежно. Начинато е нормално, не сме ние истражувачи, не сме истражувачки новинари или детективи, али доста индикации не наведоа да поверуваме дека дури и такви работи постојат. Можда својствени се за Азија, каде што тоа се случува, меѓутоа на европско тво делуваат чудно. Да, меѓутоа... воедно секако се шокантни, каде да се случат. Како насуството има универзален јазик кој што во сите нации се подразбира, така што не треба превод, слободен превод да се толкува тоа. Меѓутоа, луѓето го поставуваат на периферијата на случувањата во животот, онака знаат дека постои, но сметаат дека тоа е далеко. Сега Џган го задава силна шлаканица која што им посочува дека се случува пред нивните очи и никој ништо не превзема против тоа. Значи вибрантно е. Тоа потенциравме дека дефинитивно никој не се раѓа и тоа е едно од основните двигатели на филмот дека никој не се раѓа зол. Меѓутоа другата конотација која што ја влече филмот, дали насилството раѓа насилство или има некаков излез од тој магичен круг. Каде воопшто го гледаш тој излезот од тој континуиран таа континуирана пропаст која што заглави? Излезот го гледам во тоа посилната страна престане со насилство. Која и да е позиционирана посилна. Значи поголемиот човек. Секогаш поголемиот човек или поголемата збирштина на луѓе или поголемиот инструмент или поголемата секогаш тие треба да бидат тие што ќе престанат за да се сопре онаа спирала на насилство, бидејќи нема никаква јасно е како се одвиваат настаните секогаш и на индивидуално ниво и на општествено ниво. Доколку се дојде до одлука, тоа не го зборувам како колективна свест дека такво нешто не постои. Доколку се дојде до одлука дека треба да се престане со еден таков начин, со сирова демонстрација на моќ, со бескрупулозна, безмилосна реторика. Така? Сурова, тогаш можда и ќе почне полека работите да спласнуваат, а тоа се ќе се рефлектира малку по малку за еден ден да допре и до тие најранливи слоеви на луѓе кои они само си го чекаат редот. Так, кога ќе им дојде, имаат и тоа како за чекање. Колку сметаш дека образовниот систем има удел во насочувањето на правиот пат на овие ликови со оглед на тоа што во филмот гледаме дека има дискрепанца меѓу наивната сувопарна хуманистичка теорија и суровата практика во реалност? Као тоа барем во ликот на Горан и неговите обиди многу јасно ги се забележливи. Па за тој лик конкретно ме инспирира доста од тие секој со нормално различен начин, различен пристап, доста од тие воспитувачи, тие луѓе со кои што зборувам. И тие луѓе за среќа до денес, кога што гледам, не се скршени со тоа. Меѓутоа, еве, да си поставивме една задача, тој лик можда и пребрзо во филмот да го скршиме, меѓутоа тоа е човечка димензија, се крши човек, не треба секогаш да се гради ликот со некакви шаблони за да се оправда неговото кршење, некако се препуштивме, бидејќи сепак доминантна тема беа децата, тој лик во еден момент да го пацифизираме, да го направиме пасивен. Неговото кршење беше и неговата исповед беше само еден импулс кој што ги наведе да тргнат по тој пат. Единствениот човек нели на кого го веруваат. Образованието во системот мислам дека има клучна улога, меѓутоа повторно кажувам, тоа не смее да биде средство на индивидуалци, тоа треба да биде систем. Сега тој систем како функционира, види, ова не е проблем само на нашата земја, ова е проблем на огромен дел од земјите од источниот блок, зад железнава завеса. Така. И да не зборуваме за земји кои што, не знам, се вон европски, американски, мислам. Евентуално во Скандинавија не се соочуваат со оваа проблематика. Некоја сигурно се поуспешни во справувањето со тие проблеми. Јасно, меѓутоа сепак ликот на Никола Ристановски, како што напоменавме Горан, се наоѓа во таа спрега, значи еден за кој што имаме претходно дискутирано во Данс е макабре со тебе, за тоа како добар човек го поставуваш во еден суров свет. Односно баш таа дискрепанција ја потенциравме и сега имаме најдобар пример за тоа. Значи лик кој што е немоќен по легален пат, нели, да реагира на лошото општество, тој што, нели,
полицијата е корумпирана, новинарите ја кријат вистината, директорите лажираат и ја премолчуваат сета таа тиранија, нели секој колку што има полза. Од една страна јас го гледам барем како еден кавкијански пион кој што не може да се носи со товарот со задачата, ти како што кажуваш, нели дека прерано го имате скршено, меѓутоа човек се витка, значи не може да биде толку еластичен, јасно е дека ќе пукне. Меѓутоа, товарот на задачата го носи заради тоа што има совест која што му дава немирен сон. Сега, тоа е еден вид на олицетворение на непоправливоста на скршениот систем, заглавен во неговите стеги за пченици, или сметаш дека е еден од пример кон кој што треба да се стреми, барем секој кој што е заглавен во тој систем? Вака, ние употребивме неколку дескриптивни сцени, нормално може да и нагаземни, за тие негативци, антагонисти кои што ги портретиравме во дадени ситуации. Значи, имаат и тие некакви слоеви, семејство и такви работи, некакви нормални манифестации општествени, меѓутоа се негативци. Негативноста на тоа, мислам, борбата на таков човек, значи чесен, исправен човек, ајде да го наречеме, нели започна да се одвива на институционален, како и да биде, како да го крстиме тој пат. Филмот, мислам дека не дава решение, не дава авторски коментар во таа смисла. Значи, дали треба да биде со пацифистички хипи методи, или треба да биде со порадикални, затоа што филмот сам укажа дека тие методи не функционираат, и дека нормално и насилството нема да функционира, ама заглавувањето во ќорсокак на совесно решавање на работите, мислам на исправно, на правдолюбиво, носи нешто друго. Така, значи дека тоа е врзан систем на причини и последици кои што секогаш завршуваат со еден ист крај, тоа е насилство. Се додека насилството лежи на другата страна. Така, нема бегство тој каузалитет. Да, дека многу пати, не знам, низ историјата се покажало дека сите, како да ги наречам, кога сите оние методи на сите коректни методи, општествено коректни методи, не успеваат, секогаш се доаѓа до нешто што никој не го посакува. Јасно, радикализамот е веќе начинот во кој што зборот ја губи својата функција и насуството тогаш говори својот јазик, а кога нож ќе се земе во рака, тоа има секогаш, нели, две страни. Така што е една проблематика со која што се соочуваат и ликовите во твојот филм. Може тука да направиме една кратка пауза. Во текот на емисијата слушаме теми од Џон Карпентер, конкретно теми кои се наоѓаат на неговиот се уште необјавен албум Lost Themes. На почеток го слушаме Distant Dream и продолжено слушаме уште две теми од овој албум. Вие слушате Радио Калан 103, хоро емисијата Данс и Макабра, 266 издание. Со мене во студиото е Вардан Тозија, режисерот на Џган. Со него ви дискутиравме во претходниот дел за проблематиката на тематските одредници кои што е обременет овој филм. Меѓутоа, ајде кажи ми како си задоволен со работата со младите актери, затоа што имаш голем број на туршици кои што ги имаш земено за носечките улоги пред се, за фундаментот на филмот. Наспроти тоа имаш и добар избор за поместување на вагата со искусни ветерани. Како си задоволен воопшто и од едната и од другата страна? Па, најголем предизвик, го кажав неколку пати, тоа беше беше да се искомбинираат тие две јадра, значи професионалните актери и тотално неискусните натуршици. Мислам, на најголем дел од тие деца никогаш, освен едно-две што се појавиле на средношколска представа, бидејќи се млади, така, нема никакво искуство пред камера, односно сите нема искуство пред камера. Сега, низ тој долготраен процес на кастинг, дојдовме до ликовите што стварно ги посакувавме. Мислам, тогаш стварно сум задоволен од резултатите што ги покажаа
Затоа што си пред огон поставен заради тоа што не знаеш дали ќе може да го долова тоа. Да. И не знаеш што да очекуваш и ти си во некоја премрежа многу чудно. Многу чудно беше. Јас секогаш сакам да се ставам да излезам од зоната на комфорт кога работам. Не ќам истапкани патеки да ги чекорам и само да работам на финеси, него сакам секогаш да се одметнам во нешто што не сум баш сигурен од исходот, него се изборам за некаков исход. Така. Сега прво со натуршчици немав работено, имав нешто во студентските денови, ситно. А со вакви натуршчици, со млади луѓе, значи малолетници, воопшто. Сега тука првото прашање што си го поставив беше дали тие ќе знаат да изглумат генерално како што треба да изглумат, да се представат на некаков начин, да не, пошто сите робуваат на више гледани филмови, сега имаат контакт со тоа, можно е да прифатат од нив фрази, треба да ги исчистиш. Од се за да дојдеш до една срж каде што ќе си ќе биде собствен лик. Така да, ќе си создадат собствен лик. Второто беше со глумците, нормално кастингот одеше малку полесно, бидејќи сепак се тоа професионални глумци од различни театри, од различни институции и со нив одеше окей, беше потребна малку работа за да се дојде до еден посиров натурализам во играта. Затоа што тие имаат, предпоставам, спрега до каде може да доаѓаат и мислам секогаш има, сега театарот носи една друга тенденција на глумење, филмот друга, меѓутоа секој различен филм и секоја различна представа, различна игра. Сега, откако завршивме со тие две банди, така. Почнавме да работиме на тоа да се обидуваме континуирано низ процес долготраен на проби, да стигнеме до еден баланс помеѓу двете групи, значи да не се чувствува присуството на актерите премногу и да не доминираат над младите момчиња. Дури меѓу младите момчиња има професионален актер што беше вметнат комплетно вон неговата зона на дејствување, Денис Абдула, кој што мене одлично се покажа во се тоа. Кој што и беше малку постар од момчињава и кој што требаше да се снајде и да игра нешто, да игра една одмината етапа на својот живот. И мислам дека одлично се справи со предизвикот, како и прочам и останатата актерска екипа. Добро, тоа останува на публиката, на критичарите, Јасно. Меѓутоа, мене ми беше, кога видов дека тоа некако за мене функционира и за останатиот дел од екипата, потоа се претвори во едно задоволство. Мислам во мазохистичко задоволство, бидејќи снимањето никогаш не беше ни за секунда не беше лесно, него беше едно лудачко темпо на следење остварување на планот кој ше, да. Али веќе во процесот на снимање си почувствував некаков рад. Така? Значи почувствува дека онака сега е балансот воспоставен и сега можам конечно да ја работам улогата на режисер што треба да има. Да работиме и на финеси, мислам да се работат и останатите работи, кои што да се стилизира уметничкото дело воопшто, да не да бидеш чувар во некаква зоолошка градина на пример. Не. Далеко од тоа. Значи, музиката стапува на сцена во голема мера кон вториот и конкретно кон третиот чин на филмот. Значи, на почетокот го гледаме тој суров натурализам кој што ги поставува ликовите во таа ситуација. Меѓутоа, Алек Пеовски доаѓа до израз конкретно кон самиот крај на филмот, гради еден вид на конструкција на звук која постепено оди кон своето крешендо, кон својата експлозија. Кажи ми, како си задоволен со соработката со Алек и како воопшто планиравте да се судрите со суровиот визуелен агенс кој што го имате од една страна и од друга страна бракот кој што треба со таа нежна музика да се воспостави. Контрапункт. Контрапункт, да, мораше да се употреби. Види, прв пат кога го викнавме Алек, ја работам со Алек на без малку сите филмови. Да. Кои ги режирам. Кога ја имавме првата тест проекција на груба верзија од филмот, дојдовме до еден
чуден заклуч. Не, дојдовме до една огромна дилема дали воопшто да употребуваме музика, бидејќи функционираше некако. Дури и Алек, што е многу еден возвишен чин за автор, кој што е викнат да учествува во филмот, да придонесе со своето дело. Ми спомна дали воопшто да правиме музика. И сега тоа нормално ме цимна, меѓутоа знаев дека треба нешто да се направи, бидејќи од една страна постои сега тој маниризам се јавува посебно во европските филмови, на филмови без музика. Јасно. И тоа не е синема верите ова, сепак. Не е синема верите, си постои една стилизација во филмот која што си бараше одредено емотивно обојување. Разговаравме за различни пристапи кои беа дали да се функционира на прва топка со агресивна музика која што го доловува действието. Така. Ритамот да го забрза. Пулсот, дали да се на тегобна, на мачна музика која што и така еден прилично вознемирувачки филм, еден жесток филм би го однела во едни уште помрачни води. На крај дојдовме до заклучок двајцата дека треба да прибегнеме кон некаков мал контрапункт. И тој контрапункт беше тоа нежно пијано, тој нежен глас што се појавува мајчински, мислам, ние си вадевме безброј асоциации за тоа што сакаме да постигнеме, колку сега нормално кога се гледа вака во едно целосно филмско дело, колку гледач одреден би ги почувствувал, не знам, меѓутоа се потрудивме да даеме една неприродна нежност на целото тоа сивило и на целата таа бруталност. Се уште немам изграено дистанца искрено кон филмот после 2000 гледања и работа на тоа цело. Меѓутоа во тие моменти кога се донесува одлуките и кога мораше да се пресече, сметавме дека тоа е исправниот начин. И тоа како функционира. Ако можеше тоа еден Кюбрик да го направи со Singing in the Rain, мислам дека тука со во некоја постишена и варијанта на која што можеби мајчински глас, меѓутоа љубов која што недостасува сепак е таа. Се провлекува таа нишка во овој филм и музиката не мислам дека погубно повеќе би било ако би било експлоитивно, кога веќе го гледаме, сето тоа што визуелниот приказ ни го дава како гледачи, го знаеме како една категорија. Кога ја имате таа уникатна можност со музиката да потенцирате нешто дополнително што го нема во визуелното, тоа му дава поголемо значење на самиот филм. И мислам дека тука успешно постигна Џган да ја вметне суптилно музиката, да ги потенцира тие финеси кои што недостасуваат на суровоста. Додека сме кај визуелноста, Владимир Самуиловски е човекот кој што беше заложен како кинематографер на овој филм, нели? Човекот кој што зад себе го има дури избогом на 20-тиот век и имаш соработувано, нели, за твојот топол филм, малте не твојата комедија, нежната комедија. Меѓутоа, овој пат бараше, предпоставувам дека некоја тоналност и студенило која што треба да преовладува и да се рефлектира безживотниот живот. Тоа беше едно од побарувањата кои што ги имаше кон Владимир, или? Тоа беше муаветот. Восхитувачки е толку искусен снимател, со толкав багаж зад него. Секогаш да е отворен за нови пристапи, бидејќи и тој беше и Владко беше изваден од зоната на комфорт. Значи тоа е еден пристап кој што беше и доста ризичен на снимателско ниво, бидејќи се работеше со доста оскудно осветлување, со доста подвижна камера која што никако не сакавме да застрани во некакви манири на Догме или такви работи на синема веритеа. Сепак да не забегат. Да не забега, да најдеме некаков баланс и мислам самиот негов опус кој ќе се види не само со овие два филма на кои што сме работеле, со многу претходни. Многу има работено. Се гледа дека се гледа дека и во сите има свој печат, свој подпис. Дека е тоа нешто што не го зема никогаш здраво за готово. Јас го знам, човек, мислам, многу добри пријатели сме и знам со каква трема на своите години се уште пристапува кон реализација на секој филмски проект. И тоа е доволна квалификација да се каже дека е добар автор, а понатаму неговите дела за мене мислам стварно секоја можна соработка со него ми беше
безпрекорно. Меѓутоа тој потпис знае да го модификува за потребата на самото дело. Значи не се надвиснува на тоа, туку баш тоа што викаш, при рака ти е за онака како најдобриот воин кој што ти треба кога идеш во војска, значи муницијата да може да ја носи без разлика на камерите колку оскудни се и колку имате опрема, не се труди да го имплементира својот стил во филмот, него се труди да го открие стилот на својот стил за секој филм. И да го приспособи. Таква диверсификација, нека мене ме фасцинира до ден денес. И затоа го добиваме тој визуелен квалитет. Потхранет, дури и со специјални ефекти, што допира до интересите најмногу до оваа емисија, го имаме тука Светозар Каратанчев, ако не се лажам. Кажи ми што побара од како за специјалните ефекти. Да, добро. Извини, јас мислев за звучните ефекти. Не, за специјалните ефекти, човекот кој што има работено во бугарскиот Wrong Turn 3, еден од серијалот на хорор филмови кои што беа снимани во нашето соседство, што побара од него? Пукнати аркади, истрели? Генерално сега соработката беше многу кратка, беше 2 дена. Со него и нормално наидуваш на професионалец со огромно искуство и беше интересно што ние веќе не знаеки дали неговиот ангажман ќе биде доволен, си започнавме со наши некакви проби, некакви импровизации, бидејќи ние немаме некој големо познавање за тоа, нормално. Со двете момчиња, например, и си правевме некаква наша кореографија со помошта на Иван од Джиткундо клуб. Еден супер момак кој што ни помогна многу. И момците влегоа во некаков ритам, така да кога се појави Светозар, тој више примети дека сме се обиделе нешто да работиме и само го надгради тоа. Тоа што недостасувало, за да не изгледа непрофесионално тоа се. И он беше доста импресиониран од вештините што ги демонстрира момчињата во справување на тоа, бидејќи не е секогаш само ефектот да се постигне, треба и да се изигра тоа. Јасно. И они стварно се снајдоа, си влегоа во некоја своја симбиоза и си подиграа перфектно. Не знам што повеќе да кажам, бидејќи беше некако блиц во целото снимање таа соработка. И ја искрено дали освен тие 2 проби, дали 3 или 4 пати прозборевме со човекот и тоа. Ајде, за некое наредно снимање се надеваме дека ќе биде поекстензивни специјалните ефекти. Ама и да не претаруваме со да си има некаков баланс, ајде тука. Како си задоволен, кажи ми, со соработката со Атанас Георгиев, кој што има монтирано плејада на македонски филмови, конкретно барем од модерната македонска кинематографија, нема филм кој што го нема сечено и лепено, буквално. Да. Нема дисекција направено. Како си опасно типче. Супер. И со него ни е втора соработка, работевме и на Свиркачот. И ми требаше, баш ми беше потребен тој импулс на искуство и на зрелост филмаџиска, бидејќи сепак кога работиш дебитантски филм се чувствуваш несигурен на повеќе полиња. Така. Мислам, се трудиш да оствариш некаква идеја, меѓутоа начините за да се оформи таа идеја, за да се роди, за да се отелотвори. Добро е да се знае кога монтажерот знае што на крајот ќе има, така? Тоа што ми се допаѓа е што подеднакво креативно влегуваме во процесот, као и со останативе претходни соработници, што нормално доаѓа и до мали конфликти, доаѓа и до мали кавги, доаѓа до се, ама се е во интерес на филмот. Ништо не се практикува за да се задоволи интересот на поединецот, негов, или нечија суета, или нечија суета да се задоволи. Мислам, цело време бркање на некаков наратив од кој што двајцата ќе бидеме задоволни и никој нема да се почувствува измамен. Тоа е скапоцено кај него. Мислам дека не е само искуството, поради тоа што стварно е еден од најмладите режисери сигурно е најмлад со толку филмови, него и неговата човечка димензија. Мислам дека он е пргав, он е борец и он е пред се филмаџија, кој останатите. Тоа е тоа што стварно
И сака да го види во полнеки со полна можност снимениот материјал кој што ќе му се сервира, претпоставувам, и сака да биде најмоќното нешто што може, што го има од сето тоа што му е понудено, нели, сепак. Заради тоа што неговата работа е со готов продукт, нели, само подредување. Да, добро, ама си бара тоа. Си бара, не како е. Кажи ми ова надвор од муабетото на литературното творештво не можеше да ми дозволи да не ја направам оваа паралела. Кажи ми, потребата да стои ние запишано на самиот зид. Колку тоа се беше блиску, окей, знаеме, на прва топка дека тоа е, нели, заемништвото, го потикнува. Додека го гледав филмот, ми одекнуваше земјатин кога го гледав тоа. Да, значи ми одекнуваше онака некоја си далечна SF дистопија, ми се појавуваше во позадина како некое малечко светло. Меѓутоа знам дека нема никаков преудна улога во самиот филм, меѓутоа само некако тој свет, барем во литературни рамки, ми делуваше како некаков паралелен пандан. Сега, да не влегуваме у суеверија, ние исто ми беше во младоста, мислам, една од омилените книги. Така. Ова ние беше напишано уште кога влеговме во училницата. Значи така, тоа ме пречека, така? Тоа не пречека. Сега да земевме да го кречиме, ќе изгледаше малце фейк, бидејќи таа патина на училницата сакавте да ја задржите. Нас не восхити со сценографот Кирил Спасевски, кога шетавме таму, кога видовме дека тоа се потписи и шкртаници од безбројни луѓе кои што престојувале таму. Од нив некој се дрзнал дури со спреј да напише ние. Не кефме да нарушиме таа визура, таа не знам, нема да се постигне на вештачки начин. Уметничка слика. Да, дури и да пробавме да заскриеме, можда и тенденциозно е тоа ние да се појави у моментот кога никога зборува, кога воспитувачот зборува. Така. Меѓутоа не засмета, го видовме и на снимање. Напротив, функционира и тоа како филмот. Нормално си го ставивме. Многу често се случуваат такви работи во филмовите кои се деус махина, се случуваат едноставно, ги прифаќаш, ако успееш да ги уловиш со камера, супер, и тоа е вон секаква наше креативно размислување, потоа може да се стави во контекст во монтажата. Ако функционира и тоа како, да. Кюбрик тоа го има со The Shining, нели? Самиот хотел е опремен со се живо и диво пред да стигне, така што многу луѓе ги наметнуваат тие ситници дека тоа има некако влијание, а неговиот одговор на тоа е да тука беа. Конзервите со индијанците тука беа. Во безброј филмови секогаш е добра тривија да се слушна такво нешто што ги затекнало на сет филмаџи. Меѓутоа тоа доаѓа со самиот сет кој што се базира на самата локација. Кажи ми, дали сметаш дека организираната мнозина на разум може да се избори за правдата во едно налудничаво општество? Затоа што очигледно дека индивидуата не може да го промени севкупниот колектив. Дали збирштината, односно мноштвото на целесообразни битија кои што се движат кон една цел може да го направат тоа? Доколку мислев дека не може и не знам што ќе беше поентата да екзистираме овде, така ќе го земевме патот, ќе подбрусевме пети и ќе пробавме да си најдеме среќата на друго место. Меѓутоа секогаш постои таа надеж дека можат работите да се променат, дека можат да се променат на нормален начин. И секогаш постои таа тенденција за отпор, без разлика во која форма се манифестира. Мислам, дали е преку креативно дело, дали е преку дејствување социјално на секој начин. Мислам, не постои совршено општество и сите го знаеме тоа, но перманентна работа е да се подобрува, да се усовршува. Сепак човекот го има создадено, човекот е несовршено битие, така што не може да биде перфектно во секој случај. Имаш соочување со борбени сцени во овој филм како што претходно го немаш во твоите претходни краткометражни филмови. Претпоставам дека тоа беше едно од најголемите предизвици да се работи на Џган, кој за мое големо задоволство не
не беа стилизирани со бомбастична музика и не беа гламуризирани како што тоа знае американската кинематографија пред се тоа да го направи. Меѓутоа, кажи ми како ти беше твојот пристап кога приде, а знаеше со оглед на сценариото дека ќе треба да се соочиш со овие непогодни ситуации, конкретно кога имаш веќе вжештена лава која е неконтролив од една страна без. Кажи ми како ти беше твоето искуство во снимањето за овие сцени? Искрено ми беше многу страв. Затоа што не само што немам работено такво нешто, него и тоа и не го ни учиме, не знам. Како? Мислам, можеби некаде се учи, еве, со тоа што до сега сум го прошол као образовен систем, не учиме такви работи. Многу ретко и у нашата кинематографија гледаме такви работи кои што без силна подкрепа на звук едноставно и некако не функционираат. Некаде со ретки исклучоци зборувам. Так. И во моментите кога секако тоа си ја правиш, тоа ништо не доаѓа случајно, тоа снимање, секој кадар си има своја намена, своја цел, таа позиција на камерата да биде таква. Нормално не прибегнавме кон екзибиционизам, туку кон најсировото можно решение, натуралистички да прикажеме една крвава борба или низа крвави борба. Так. Сега, меѓутоа и двата начина се потекнуваат од ист постулат, значи каде ќе биде насочена камерата, каде ќе биде неговата позиција, бидејќи с краја да се удираат истински. Тоа е за снимањето. Дури мислам дека во еден момент пред снимањето, кога беше главната паника, си откуцав на Google, што е онака можда баш не знам дали се признава адвокатите, how to direct a fight. Зошто да не? Баш како идиот, како да сготвиш јајце или како да... Јасно. Има такви упадства на YouTube, зошто да не? Да, сега, не постојат упадства за тоа дека инаку секој би правил така. Јасно. Јас веќе ја направив таа као книга на снимање, као тој шутинг борд за како да биде. Меѓутоа сега да си потврдам да не сум одлепил, да не правам некаква комплетна глупост, иако јас тоа си го гледам во главата и се договараме сите како тоа ќе биде. Моментот да не сакавме, бидејќи имавме и нормално ултра краток период за снимање на таква сцена. Не можеш да експериментираш на лице место до толку многу, така. Значи немавме во ниеден момент во филмот можност за експериментирање. Тоа беше еден императив да се сними се во точен временски период. Рестриктивно беше, меѓутоа од друга страна и ни даде некакво лудило, не внесе во некаков механизам, во некаква пеколна машина од која што излеговме испрани после 27-миот ден, меѓутоа донесе некаква ефективност, донесе нешто кај целата екипа и кај актерскиот ансамбл. Кога пристапивме кон борбата, добре ја снимивме и бевме задоволни од се тоа. Ако некој каже дека точно знае како ја измонтира, откако ќе го сними, како ќе измонтира во главата таа борба со таков материјал, тоа е лажго, не постои. Не. Значи кога се на те постпродукција. Дојдовме со Фаца, со Атанас во монтажа и пробувавме разни варијанти, бидејќи сепак им беше даден во тој мизансцен мала слобода на протагонистите. Откако бевме задоволни од тоа како изгледа, нормално стигна и звукот. Во прибегнувањето кон тие звучни решенија, секогаш мене ми сметаат, секогаш ги гледам и се жестам, се гледам на класичните звучни дизајни на удари, напаѓање на тоа. Тие функционираат од пародија до секаков филм, дури сега ние двајца со мобилен да се сликаме и да ставиме некаков звук, ќе направи некаков ефект. Не прибегнавме кон сирови. Фолисите, звучните фолиси што беа правени во живо, во месо, удари во месо со одлично. Секој удар има комбинација од 20 звукчиња. Јасно. Компилирани во една целина. Меѓутоа гледавме тоа да биде колку што може поблиску до визуелното, така. Да, не атрактивно, туку живо и реално. Дали ефектот се постигнува на таа суровост, значи на таа борба, дека инаку
да, постои Fight Club кој што и дури во тепањето постои некаква убавина и грациозност. Овде не, овде нема тоа. Овде сосема друга инстанца одиш. Кон сосема друга страна, како што не го глорифицираш до тој стадиум до кој што треба да биде на некое естетско мерило доведено дека естетизацијата на злото на овој начин ќе биде исполирана и ќе биде спакувана со убава панделка. Не, значи во најрудиментирана форма да се покаже што значи една тепачка. Така, колку сурово може тоа да се направи без да има повредени. Така. Дополнително. Кажи ми како си задоволен со рецепцијата, односно со прифаќањето и затоа што сепак си цели кон една таргет група која е на блиска годишна возраст со главните ликови пред се, кои што можеби најелоквентно можеби би се поврзале со самите нив. Меѓутоа да, јас го гледав во четвртокот, имав можност да го гледам, значи го гледав со мноштво на млади кои што беа присутни во салата, меѓутоа сепак имаше и повозрасна генерација на гледачи, така што тука малку и се наруши тој баланс, барем мој на очекувања. Какви беа твоите за таргет група? Па моите очекувања секој со различна емпатија, тоа е тоа. Секако дека очекувавме и очекуваме младите да трзнат на филмот. Така. И мислам дека сега за сега се гледаноста од младите се движи во добра насока, мислам се зголемува нивниот број. Меѓутоа тоа не беше главната идеја, бидејќи главната идеја сепак младите се пронаоѓаат во тој свет, меѓутоа пораката не е за младите, тука е за постарите. И се тука можеби за еден филм кој треба да има јасно дефиниран таргет група, како нели ги нарекуваат по маркетиншките среди. Можеби требаше да се насочи за уште подобар ефект, меѓутоа не сакавме да инсистираме на тоа. Сакавме таа емпатија да ја разбудиме кај луѓе што се родители, кај луѓе кои што сакаат да излезат малце од нормално, она што им се сервира више подолго време. Така, и сето тоа што може погледнати на мали екран, и сето тоа што е конзервиран екзистенс. Да, и искрено ме многу бев најзадоволен, може би бев, од рецепцијата кај женската публика, бидејќи повозрасната женска публика, да речеме, бидејќи тука барем од тие неколку реакции јас пак не сум мерило, тоа е нешто што не знам, можеби се гледа на друго ниво, беа многу трогнати, многу потресени од целиот филм, меѓутоа не ради крвавоста, не ради тие борби, тоа беше само една инстанца од филмот. Беа емотивно допрени од нешто што е друго, од некоја реалност на некои деца, можда и тој мајчински инстинкт сигурно има функционира во овердрайв, да, за таа емпатија да се засили. И мене тоа баш ме ајде од една страна, јас одбивам да гледам трейлер. Значи дефинитивно избегнувам секако можам вид на трейлер, направив тука исклучок со твојот филм и еден вид на зошто ги избегнувам, заради тоа што имаме напумпање на најтензичните сцени значи од една страна го ги гледам како потполн рекламен продукт кој што си има своји маркетиншки мерила и вредности да допре. Комплетно. И знае гледачот да го води на сосема други патишта од тоа што би го очекувал да го погледне во киносалата. Сега во твојот случај беше помала таа разлика, меѓутоа има огромна разлика каде што гледаме двочасовни филмови во кои буквално единствените 3 акциони сцени се во трейлерот, а се друго е мелодрама. Значи тоа е таа илузија која што се сервира само за да се привлече гледачот на едно место. Кажи ми, дали ги гледаш воопшто трейлерите како еден вид на реклама за продажба и дали тоа е удел повеќе на продуцентот за самото дело кое што сака да направи повалино да биде на маркетот, или воопшто гледаш некаков си креативен инпут на режисерот во дадена ситуација? Да. Генерално режисерите не ги работат трейлерите за филмовите што ги режираат. Нормално ние во дефицит на средства прибегнавме кон тоа, јас со монтажерката, Софија Самиловска, да седнеме и да го склопиме тој трейлер. Искрено прв пат ми беше, никогаш не сум. Така немаш работа. Немам работа на трейлер. Не ми беше, ми причинуваше задоволство таа работа зашто
као нешто ново, меѓутоа не ми причинуваше преголемо задоволство, бидејќи знаеш дека треба нешто да создадеш некој маркетиншки тригер за да ги кои понатаму треба да ги оправда точните очекувања на публиката. Сега тоа по 1,5 минута, две најсила. По 1,5 минута. Сега постои кај овој трейлер одстапување мало од, нели, сюжета на филмот, ова е малце по жесток, по агресивен, не е за тие што ќе го гледаат допрва. Трейлерот насочува на една друга линија, односно фокусот го става малце повеќе кон младите, а филмот не е само за нив, али добро. Тоа ни беше као некаква идеја, продуцентот се согласи во таа насока, дури инсистираше во таа насока да го тераме. Огнен Антов. Така. Сега дали гледам трейлери, искрено гледам некогаш. Зашто сакам да видам не само што е приказната, него и што содржи тоа, што е тематиката. Многу интересно беше за оваа отстапка за која што зборуваш, ни кажа за правење на трейлери, кој што беше ново подрече кај нас, не се правевме дека сме експерти, се прашувавме. Ни кажа за еден филм за дете кое што е болно од рак. Сега знаеме дека публиката генерално е инертна кога се зафаќа во костот со такви теми, кога оди во кино да гледа такво нешто. Трейлерот беше направен од сцени од животот на тоа дете, момче, од забави, од глупирања, од односи со неговите родители, имаше една мелодрамска димензија. Меѓутоа публиката, нормално тој трейлер ја привлече публиката, станува збор за земја поголема од нашата, кај што не се разбира одма све. Значи, привлече публика и тие гледа еден доста мачен филм, гледале, еден доста мачен филм за дете кој што е болно од рак и меѓутоа нивните очекувања не биле изневерени откако ја напуштиле салата. Дека сепак виделе добар филм, им се отворил некој нов видик. Сега, тоа е една интересна насока во формирање на трейлер за да се привлече публика која што можда не би дошла да би знаела што е конкретно за тоа, да. Ама потоа можда и би развила се разви интерес за тоа, е преголемо, тоа не се мејнстримови, него авторски филм е сепак. Да, би развила интерес за таков тип на филмови, да речеме. Нема да ја напушти барем киносалата со тој гнев дека за џабе го има потрошено време, дека се излажани тие луѓе. Да, сега тоа е многу трики. Тоа зашто не знам, мислам стварно нема формула, реално. Да, некој Секој филм си носи барем своја различна тежина и секој има различен пристап како ќе прииде на прво лице со публиката. Проблематиката тука во Америка е забележлива со тоа дека се пакуваат бомбастични трейлери, нели? Само за да се привлече гледаност во киносалите и потоа се разочаруваат. Меѓутоа, па од друга страна, овој пример кој што ми го напомена со нудење на квалитетно дело, може би е добро да се фрли тој мамец, ако веќе има еден квалитативен продукт да им се сервира. Тој филм дека бил квалитетен. Да. Тоа е така. Тоа е сосема спротивно од тоа што би го очекувал некој од самиот трейлер. Меѓутоа инертни се луѓето станати на таа тематика благодарение на Sundance и секој втор филм кој што го гледаме на тој фестивал, кој што ја има таа тематика ја има, да. Само што се менуваат имињата на ликовите, ништо друго. Точно, значи покрај оној холивудски шаблон постои уште една мала замка на еве да речеме тие европска кинематографија на пример, кај што постои едно дехуманизирање на филмот од сосема поинаква смисла. Значи за мене холивудскиот шаблон нормално на голем број на моменти е дегутантен, но станува дегутантно и европското, мислам, ајде да го наречеме артхаус. Така, екстремен артхаус, во она сцена кај што гледачот се вади од равенката. Да, интелектуализирање и сензационализам во филмот. Сензационализам зборувам во поглед на више дури тематски се одредуваат години каде, дали за бегалците од Лампедуза ќе се даде награда, кои филмови ќе се промовираат, што е тематиката. И тоа мислам дека станува поголем проблем него самата комерцијала. Тоа станува непотребна комерцијала, која што ниту луѓето сакаат да ја гледаат,
За никого не е наменет, освен за суетата на авторот, предпоставувам, и на продуцентите кои што се обидуваат да го проднат во некои фестивали, во некои ревизорни форми. Кажи ми за идните планови, конкретно затоа што овој филм можам да предсудам дека може да си го најде и на двата континенти своето место. Од една страна може да пројде многу лесно на венецијанскиот или Карлови вари, на поголемите воопшто европски фестивали во одредени сектори, на кански конкретно. И од друга страна Канада и воопшто Фантезија и Торонто мислам дека се измислени за овој филмски фестивал, за да кружи овој филм, заради тоа што тие го третираат, нема никаков проблем за прикажување на овој вид на насилство соголено за постигнување на овие цели. Мислам дека се надевам дека филмот ќе си го најде своето место таму. Кои се плановите воопшто за и јас се надевам, ние верувам дека ќе се бориме до крај да филмот да заврши на почетокот на што поголем фестивал во таа условно кажано А категорија. Така. Бидејќи понатаму више стапува на сила пак таа инерција каде што сами по себе фестивалите преуваат интерес после премиера на голем фестивал. Сега тоа не зависи од нас, ние го направивме филмот, тоа зависи од квалитетот на филмот. Ќе видиме, сигурно ќе се појават квалитетни филмови и поквалитетни филмови. Не зависи ни само од квалитетот, зависи повторно, затоа и начнав таа тема за актуелноста, за тоа во каков слот ќе биде се одвиваат секој од наредните фестивали. Така. Може би повторно ќе биде еутаназија, па нема да бидат интересни овие, и тоа така, тоа е тренд е тоа и не може никој да го предвиди реално. Одвратни, али добро, постојат. Така се одвиваат. Да, и фигурира. Трето е самата проблематика се дојде до селектор кој би го гледал филмот, бидејќи селекторите се, да не се лажеме, не гледаат многу од филмовите, посебно од мали, не премногу значајни кинематографии. Тоа е еден сплет на околности на не знам што се уште не го капирам до крај, ама се надевам дека продуцентот тоа ќе знае да го одигра и ќе знае да го протне филмот на правото место, на правото место, во правото време, и понатаму мислам дека после на него ќе му се олесни работата и на сите нас. Јасно, кога би се прочуло дека во Брисел или во Амстердам игра и ќе сакаат и поголемите нормално да го земат. Секако. Меѓутоа има ова е еден од неколкуте филмови во нашата држава кои што сами за себе ќе си тргнат на своја турнеја, односно својот живот ќе го доживеат и во внатрешноста на оваа држава. Кажи ми, од каде дојде таа побуда и кон што се целеше воопшто, да се прошири надвор од главниот град? Па, мислам дека поголем број од последните филмови. Последните, да, ги имаат таа тенденција. Настапи едно обновување на домовите на култура, на киносалите. Постојат одредени намери од филмскиот фонд или агенцијата за филм да се ревитализираат дел од тие структури каде што луѓето би можеле да одат во кино и да уживаат. Се уште сме, мислам, на рекордно земја со рекордно мал број на киносали. Што треба да се промени? Што би било супер да се промени, меѓутоа тоа би било и очекувано доколку и публиката сега тоа е еден зачаран круг што не знаеш кој прв треба да повлече. Еве повлечено е, значи се опремуваат некои домови на култура, постои интерес кај луѓето и од внатрешноста. Имавме премиери во два добра, поголеми града во Битола и Охрид, каде што поминавме фантастично, мислам. И не од организацијски поглед од тие директори на домовите, туку и од рецепција од публиката и генерална атмосфера околу тоа. Мислам, стварно беше многу убаво. Останатите мислам дека ќе се вклучат во тоа киноприкажување во наредните денови. Може би некои више градови се вклучија. Секој со своите услови, бидејќи домовите, главно тоа се кината во другите градови, се мултифункционални и веројатно си имаат некаква закажана агенда. Сега, секој од тие домови кои што ќе пројави интерес за да го прикажува овој филм. Отворени сте за секако вид на соработка. Да, не отворени, него и срекни за соработка, бидејќи нас ни е
во корист да има што поголем број на гледачи, бидејќи секојаш ще размислува и за наредниот филм. Тие гледачи, ако бидат задоволни, можда не од овој, од наредниот, од претходниот филм ќе дојдат во кино. Меѓутоа ќе допрати до самата идеја која што ја носи овој филм. Кажи ми што се случува конкретно со децата по наполнувањето на 18-та година, кои ги имаме, ако ги земеме како ликовите во ово дело, се подучени не само на криминални дела и дали сметаш дека епилогот на овој филм е една од тие малку опции кои што се кој што тие целат воопшто без нивна волја. Едноставно, дали единствената опција е пропаѓање во подлабока бездна или бегство за рестартирање на животот на друго место. Дали се, ако веќе не функционира системот, алтернативите, дали се само овие две? Па, во моментов некако се наметнува тоа самото твое прашање како одговор. И нормално дека не сакаме да биде така. Сега, алтернативите можеби не се насилство или бегство, можеби се апатија или бегство, можеби се опортунизам или бегство. Меѓутоа, ниеден од овие зборови не звучи привлечно. Сега, како ние, како ова наше мало општество да ги стимулира за да останат и да се насочат на некоја друга страна, освен, ај третото речеме, освен сиров опортунизам, не знам, мислам дека тоа више предолго трае и више е влезено како некој систем на размислување од кој што не може да се излезе така лесно, не знам, не постои едукација која што тоа ќе го направи. Искрено, немам одговор на прашањето, стварно не. И не си ти човекот кој што треба да го даде одговорот на ова прашање, само твоето видување. Јас само го перцепирам како сите ние и го артикулирам во некаква форма. А понатаму останува на луѓето кои што имаат одврзани раце да применат нешто, а секако дека тука треба некој совесен човек кој што ја има мојта во своите раце да ја примени за нешто корисно, освен да си зема нормално благодети само за себе и да размисли малку подалеку од неговата ограда која што неговото прекрасно кралство го заштитува. Џган е филм за модерната доба, која што сама по себе бара филмот да има заби, за да се почувствува неговото загризување. Сметаш дека ова е потребно за да се разбуди инертноста која што веќе ја потенциравме, заради тоа што филмот ракавиците ги фрли. Значи нема тука влакна на јазикот во него. И си еден дел од таа гарда на млади жанровски визионери кои што треба да дадат силен удар на ова веќе малте не и стерилна домашна кинематографија, кој што нудиш еден криминалистички филм пред се и ја отвараш перцепцијата на гледачот за еден поширок вид од тоа што сме научени да го патиме од транзицијата. Заради тоа што имаме мноштво на филмови кои што се базираат за тој статус кво, меѓутоа се на еден многу поблаг начин реализирани. Кажи ми дали сметаш дека треба да се прикаже еден визуелен нихилизам со силни заби за да се отворат очите на него? Тоа беше и поентата на филмот, бидејќи нормално секогаш луѓе настапуваат со оне исто прашање, публика, кое што и е легитимно. Зашто пак црн филм? Зашто пак не комедија? Добро, можеби комедија ќе дојде следна, али еве во случајов беше црн филм, ајде да речеме тако мрачен филм, не црн, толку. Мојот став беше дека ако веќе правиме една ваква тема и ако веќе прибегнуваме кон нешто вакво, тогаш треба да ги фрлиме ракавиците и треба да се впуштиме во тоа со се цело наше битие. Мислам да влеземе во една можда дескриптивност визуелна, меѓутоа идејна што посилно идејно пласирање на пораката. Бидејќи и гледачите во последно време кукаа за таа апатичност на тие едни
такви социјални драми кои што се провлекува една по друга. Така, една по друга и ми сами по себе се клише. Да. Мислам, социјална драма, жанрот може да се направи на многу различни начини. Ние го одбравме овој. Мислам, социјална драма и Full Monty, каде што група стриптизери одлучуваат да печалат пари на еден група невработени луѓе, исто е од каде бе, од Ливерпул. Так. Прават нешто друго. Па и на Гај Ричи филмови се горе-долу ова значи, секогаш има нешто, или Елиот за Белфаст, за детето што сака да игра балет. Ние одбравме да бидат, да тргнеме по мрачната страна, мислам, сценариото и уште во самиот старт не нудеше многу за хумор, потен немаше. Така, не можеш да го протнеш тоа таму. Меѓутоа можевме малку по бенигно да го провлечеме на начинот. Меѓутоа тоа не беше идејата ни кај мене, ниту кај сите останати во филмот. Не ни беше некаков екзибиционизам идејата, напротив беше една слика за реалноста, која што треба малку да не шокира и треба малку да не цимне, бидејќи филм кој ќе те остави апатичен, социјален филм кој ќе те остави апатичен, погубно е за самиот филм. Погубно е за филмот и не придонесува ништо за да се оформи некаква барем проблесок на свест. Ако веќе се снима филм, зашто да не се направи тој радикален исчекор, затоа што не е тоа нешто што секој ден може човек да си го допушти, нели, конкретно, затоа што е сепак скапа играчка. Мене ме остави филмот наелектризиран по проекцијата и нерамнодушен, што говори доста заради тоа што стигмата стои дека хорор фановите се десенситивизирани на насилство и ништо не допира до нив. Напротив, можам да потенцирам дека и тоа како бурно реагираше баш поради таа немоќ да делувам нешто или воопшто да променам. Меѓутоа не ме остави да бидам истиот пред да влезам во киносалата и да излезам. Значи тоа е едно својство кое што го имаат квалитетните филмови. Така што мислам дека тоа е и тоа како беше потребно барем конкретно во нашата кинематографија и мислам дека е еден голем исчекор пред се и за твојот визуелен израз и е најдобра позитивна забелешка која што можам да ти ја дадам, која што успеа и мене да ме остави со горчина некоја во грлото, меѓутоа и со надеж дека како и секој жанровски филм, дали е СФ, дали е хорор, дали е криминалистички филм, никогаш нема да се повтори. Значи, зборува за ситуација до која што не смее да дојде во најмала рак. Така што мислам дека и твојот филм Џган ќе биде еден укор до кој што никогаш не смее да се доведеме до таа ситуација, барем во реалност. Така. Вардан, фала ти што беше дел од емисијата. Извини што те измалтретирав повторно до секогаш ми е задоволство, до овие часови. Фала ти и на зборовите и на поканата и на целиот муабет и на ти посакувам многу долгометражни филмови да гледаме во иднина и секое твое ново остварување тука ќе го донесеш и ќе го дисекција ќе му направиме уште една. Дисекција некогаш ќе биде окей, некогаш не, тоа си имаш успешни проекти за себе, Џган е еден од нив и се надевам дека ќе заживее во светските киносали и дека оваа порака која што ја принесуваш ќе допре до филмските критичари надвор од оваа држава и ќе биде квалитетен репрезент за модерната македонска кинематографија, заради тоа што голем број на филмови ја имаат таа стигма, нели, конкретно за Texas Chainsaw Massacre се говореше, па ако луѓето во Тексас ги споредуваат, нели, никој не смее да стапне таму. Така, и би се плашеле, нели, или коментарите на Скорсезе дека за филмовите на Кроненберг во Торонто, ако вака функционира Торонто, значи дека тоа е стравично место за мене. Меѓутоа, го отвораат видикот за самата држава без разлика колку се тие безкомпромисни, така што ти посакувам овој филм да се прикаже ширум светските киносали и да заживее на кинорепертуарите, конкретно на филмските фестивали, затоа што е фестивалски филм кој што треба да допре до различна нација која си има свој јазик на насилство кој што се говори таму и мислам дека универзалноста на ова есперанто на насилство ќе допре до сите.
Супер, ти благодарам. Така што ова беше 266-тото издание на Дансе Макабре, во кое што со Вардан Тозија ви говоревме за неговото прво, но не и последно долгометражно филмско остварување. До крајот на емисијата слушаме теми од Џон Карпентер, модерната рок-н-рол легенда која што премина од филмското платно на музичките води кои што одсекогаш толку добро си ги владел и без тоа. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови, одете на проекциите на Џган ширум оваа држава и слушајте квалитетна музика. Чао!